Екогрозие ќе произведува винаријата Хамзали со работка со UNDP и Центарот за развој на Југоисточен плански регион. Од утре Македонија во жолта фаза, препораки за заштита од топлотниот бран. Мистик Денс од Гевгелија слави 10 години постоење, богата програма на балетското друштво. Поштовани гледачи, добре дојдовте во Дневникот. Ја видовте најавата на дел од содржините кои ќе ги гледате во него. Собранието денеска на второто продолжение на петтата седница треба да ги именува замениците министри во владата на Република Македонија. Серија забелешки и критики упатија пратениците на ВМРО-ДПМН за предложените заменици министри за кои премиерот Зоран Заев рече дека се истакнати личности, професионалци и политичари. Пратениците на ВМРО-ДПМН сметат дека Арта Точи, која е предлог за заменик министер за надворешни работи, нема да ги брани интересите на Македонија. Неговиот колега Крсто Јовановски вели дека се сомнева оти кадарот што го избрал Зоран Заев ке работи во интерес на државата, како и дека станува збор за партиски послушници, кои ќе ја замајуваат јавноста со така наречени реформи, додека премиерот, според Крсто Јовановски, си игра со судбината на државните интереси. Заев му реплицираше и кажа дека сите предложени кандидати се стручни лица и дека завршило времето на популизмот. Доаѓа време кога ќе работат институциите, рече Заев. Се водевме од потребата на стручни луѓе, кои што делокругот на своето идно работење ќе го знаат од прилика каква одговорност носи, колку е значајно нивното учество во извршната власт и навистина од потребата да не го заменуваат министрот само за делот на работите за кои што тој ќе определи замениците да ја вршат активноста дадена согласно устав и согласно закон. Пред изборите, Социјалдемократскиот сојуз тврдеше дека доколку формираат влада, истата нема да има повеќе од 20 министри, за да биде поекономична и да не биде голем товар за буџетот. Денес имаме влада со 26 министри и денес имаме дополнителни 26 заменици министри, кои што исто така ќе бидат товар на буџетот. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски со партиска делегација денеска во Европската служба за надворешни работи во Брисел се сретна со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини. Во рамки на неговата тридневна посета на Европската престолнина, Груевски синоќа во Европскиот парламент се сретна со председателот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент Дейвид Мекалистер, а потоа и со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Оваа негова посета на Брисел, според поранешниот македонски премиер, е со единствена цел во разговорите со високите представници на Европската унија да се најде начин да и се помогне на Македонија да го забрза својот пат кон евроатлантските интеграции. Се сретнав денеска со Мекалистер, кој што е и потпредседател на ЕПП и член на парламентот, на Европскиот парламент и дел од Комисијата за надворешна политика. Потоа се сретнав со Доналд Туск, председателот на Советот на Европската унија. Со двајцата разговарав во правец да се помогне на Македонија, да се пренесат информациите од Македонија, што е она што се случува и што се очекува да се случува и како може понатаму Македонија да напредува. Она што ми беше главната поента на мојата дискусија беше дека Македонија предолго го чека членството во Европската унија. Дека тоа ни е одамна заслужено. Направени се повеќе бранови на реформи. Секогаш ќе има и нови бранови на реформи. Еве сега следува нов бран на реформи. По некое време повторно ќе има веројатно нов бран на реформи и тоа е така секаде, во секоја земја. Меѓутоа предолго се чека за членство во Европската унија и се разбира и во НАТО. Укажав дека е време да се најде начин да и се помогне на Македонија да ги почне преговорите, не да зборуваме за одмрзнување на препораки и слично, да зборуваме за почеток на преговори, отворање на поглавја и завршување на тие преговори и членство на Македонија во Европската унија. Од тој аспект укажав дека ние сме подготвени во парламентот на Македонија да дадеме подршка за се што ќе процениме дека ќе биде од корист за граѓаните и од корист за државата. И нормално како опозиција и да критикуваме тоа што ќе дојде, ќе сметаме дека можеби не е најдобро срочено и обмислено. Исто така ја презентирав и актуелната политичка ситуација во Македонија, предизвиците со кои што се соочуваме и како политичка партија, но и како држава, и она што следува во иднина. Но главниот акцент го поставив и на двете средби, и со Мекалистер, и со Доналд Туск, на
иднината на Македонија и на што е можно побрзото членство во Европската Унија. Во Министерството за финансии активно се работи на подготовка на ребаланс на буџетот за 2017 година, информира министерот за финансии Драган Тевдовски. Преку задолжување во постојниот буџет, значи кој што е изгласан од претходната власт, има потреба за задолжување и на внатрешниот пазар, домашниот, сериозно задолжување и на надворешниот евроврзница, значи да се земе евроврзница. Тоа добро го знаете. Што е нашата интенција? Значи, за нас е главно да обезбедиме вакви финансирања кои што ќе бидат со релативно ефтина цена, бидејќи таа цена ја плаќаат граѓаните на Република Македонија. И мислам дека има сериозно позитивни сигнали за тоа. Во моментов правиме проценка на обврски, работиме ребаланс, ќе видите дека многу брзо ќе излеземе со отварање на транспарентноста на јавните финансии, значи имаат сериозен товар кој што го поднесуваат и ќе видите дека ќе има резултати во врска со тоа. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески изјави дека има многу проблеми со изградбата на автопатот Охрид-Кичево, како и делницата Миладиновци-Штип. Сите проблеми се наведени во извештајот на јавното претпријатие за државни патишта, соопшти денеска во Охрид министерот. Морам да кажам дека навистина има проблеми. Тоа е во извештајот кој што го добив од јавното претпријатие за државни патишта, посочени се тие проблеми. Тие проблеми најмногу се однесуваат на проектната документација која што не е во согласност со реалноста, што значи терен. Имаме нестабилност на косините, имаме сериозна бројка на објекти кои што се за дислоцирање, зборувам за електроенергетски објекти, имаме проблеми поврзани со експроприацијата. Правиме се што е во наша моќ да дел од овие проблеми отстраниме, за да застојот кој што е појавен, односно намалувањето, сериозното намалување интензитетот на работа биде зголемен, се со цел да можеме барем колку толку ги запазиме роковите кои што имајќи во предвид дека Миладиновци Штип патот, знаете дека рокот е истечен на 1 мај. Продолжува соработката меѓу Струмица и UNDP. Денеска во посета на регионот беше директорката на UNDP Луиза Винтон. Поаѓајќи од досегашната добра пракса и добрите резултати кои што ги имаме постигнато со UNDP, наша заедничка цел е да таа соработка ја интензивираме и ја продлабочуваме. На оваа денешна средба разговаравме за приоритетите во општина Струмица, кои што можат да бидат поддржани од UNDP, поддржани секако и од разни донатори, каква што е Швајцарската агенција за развој, секако и соработката со Европската унија. После оваа средба, господјата Винтон ќе оди на теренска посета на активности кои што се реализираат преку UNDP. Струмица UNDP работи на сите области на кои што UNDP работи во државата, почнувајќи од заштитата на животната средина, социјалната вклученост и доброто управување. Задоволство ми е што денеска разговаравме не само за тековните активности, но и за проектите во најава и за можностите за продолжување на интензивирање на нашата соработка. А програмата за развој на Обединетите нации, представувана преку постојавниот представник на UNDP Луиза Винтон и директорот на винаријата Далвина од Хамзали Делчо Балтовски, денеска подпишаа меморандум за соработка за нов насад на трпезно грозје кој ќе се наводнува преку обновливи извори на енергија. Винарија Далвина со финансиска помош на UNDP ќе засади нов насад со трпезно грозје кое ќе се одгледува со екостандарди, а ќе се наводнува со обновливи извори на енергија. Ова денеска го соопштија првиот човек на Далвина Делчо Балтовски и постојаниот представник на Обединетите нации Луиза Винтон, кои подпишаа меморандум за соработка. Според Балтовски, ова е дел од поголем проект, мощне значаен за винскиот бизнис. Целиот проект практично представува дел од напорите да се произведува храна која што ќе содржи се помалку пестициди. Тоа значи дека ќе работиме на контрола на влажноста, контрола на сите параметри што влијаат на користењето на пестициди од една страна, од друга страна водата и наводнувањето ќе бидат од извори кои што ќе бидат напојувани со фотоволтаици. Ова е еден чекор до приближување на квалитетите кон потребите на пазарите во ЕУ пред се и од друга страна обезбедување на еден
производ кој што ќе биде конкурентен и кој што ќе на свој начин го доближи врвот на квалитетот на македонските производи на нашите потрошувачи во било која земја во Европа. За Луиза Винтон, моделот на партнерството може да го искористат и другите винари и земјоделски производители. Представуваат Борда Потва, што е дел од поголем проект за подобрување на квалитетот на водите и заштита на сливот на река Струмица. И еден од најголемите предизвици со кои што се обидуваме да се соочиме е поголемата воведување на системи за подобра контрола на примената на пестициди, на вештачки ѓубрива, како и примена на поефикасни методи за наводнување. И ова партнерство сакаме да го претвориме во еден модел што ќе биде интересен за реплицирање не само во овој регион, но и помеѓу другите производители на грозје во држава. Таа посочи дека со оглед на тоа што производството на грозје и вино се значаен дел од економијата, очекува дека моделот може да го покаже вистинскиот начин на кој може да се развива секторот, но и да се одржи рамнотежата на екосистемот. Остануваме на тема за здраво земјоделско производство. За да имаме подобро здравје и да ја заштитиме нашата животна средина, земјоделците треба повеќе да го практикуваат органскиот начин на производство на храна отколку конвенционалниот, вели агрономот Спасо Јанев. Тој додава дека Струмичкиот регион, како еден од најголемите производни региони на градинарски производи, се повеќе го прифаќаат овој пристап на производство. Земјоделците во последно време не водат многу грижа за производство на здрава и безбедна храна, што е многу важно за здравјето на луѓето и животните, трчајќи по поголем профит, вели Спасо Јанев, агроном. Тој вели за да се задоволат зголемените потреби од храна, честопати во производството користат прекумерни и неконтролирани количини хемиски инпути. Нашите земјоделски производители се уште не се доволно едуцирани за органско производство. Трчајќи по остварување на поголем профит, употребуваат неконтролирани, непроверени хемиски инпути во производството, тоа се средства за заштита или ѓубрива. Нестручниот пристап им овозможува по нивно видување поголеми приноси по единица површина, што не води кон добро за самите производители, бидејќи во иднина ќе се соочуваат со се поголеми проблеми, бидејќи синтетичките компоненти ќе им прават проблеми на граничните примени при извоз и ќе имаат проблем во пласманот на странските пазари. Така да профитот си го прави своето и самите производители, трчајќи да остварат повисоки приноси, не водејќи грижа за здравјето на луѓето и животните, да остварат поголем профит, го прави конвенционалното производство доминантно на македонскиот пазар. За да се подобри состојбата на македонското земјоделство, професорот Спасо Јанев смета дека земјоделците треба се повеќе да се насочуваат кон произведување на органско производство. Мора нашите земјоделски производители да се насочуваат кон овој вид на производство преку соодветна едукација, да ги согледуваат постигнувањата кај органските производители како во поглед на содржината и квалитетот на самите производи, така и во поглед на цените што ги постигнуваат не само на домашниот, туку и на странскиот пазар. Едукацијата представува еден од начините како да се подобри состојбата и да се добијат македонски органски здрави производи кои на светскиот пазар се повеќе и повеќе барани, а ние да се го лесниме самиот пристап за извод кон надворешните пазари, меѓутоа да го заштитиме домашното население од хемиски инпути и нивното здравје секако како прилог на позитивното влијание на органското производство. Спасов вели дека во иднина ќе се зголеми бројот на производители на органска храна на територијата на Македонија. Тој вели дека Струмичкиот регион, како еден од најголемите производни региони на градинарски производи, се повеќе го прифаќаат овој пристап на производство. Секој може да се занимава со бодибилдинг доколку е упорен и истраен. Не постојат одредени физички предиспозиции и издржливост за оние кои сакаат да се занимаваат со овој спорт, вели Томе Даневски, бодибилдер. Тој додава дека придобивките од овој спорт се огромни за организмот и за здравјето и најважно не полни со енергија. Повеќе за бодибилдингот како спорт секако во најновото издание на Отворено студио. Но еве колку е важно и личноста да биде физички издржлива и здрава за да може да се занимава со бодибилдинг. Јас тука обратно би поставил колку бодибилдинго е важен за личноста да биде здрава и да може да продолжи со спортување. Значи, фитнесот воопшто
влијае на инициирање на здравствениот концепт, односно целина на организмот. Јас лично во периодот од многу години, во кој абстинирав од спортот, здобив здравствени проблеми. Меѓутоа, со моето сега, пред 4 години повторно враќање во спортот, ги надминав тие здравствени проблеми, што беа провоцирани од тахикардија, од хипертензија и некои слични последици на денешнината. Меѓутоа, спортувањето, заедно со здравиот концепт на исхрана, зашто сум и основач на Easy the Life како концепт на здрав живот, и здравата суплементација како тројна активност мене лично наметна продукт да очекувам, не само да очекувам, него да здобиам и здравствена стабилизација, значи ги надминав сите тие тегови кои претходно ги имав и сега на моја возраст, што не можам да се пофалам дека сум некој млад поединец од 20 некоја година, него сега ќе наполнам 47 години, сум енергичен, здрав и способен 4-5 часа на ден да можам успешно да тренирам. Значи, не станува збор дали ние треба да бидеме здрави и издржливи да спортуваме, него обратно треба да спортуваме за да останеме здрави и издржливи. Таа е филозофијата, не само фитнесот, односно бодибилдингот, било кој спорт носи добробит за нашиот здравствен систем. А особено ако спортот го ставиме во функција паралела и заедништво со здравата исхрана, со надминување или избегнување на пороците, што значи што наметнува зависност како што се алкохол или да не зборувам за наркотици и нешто слично, значи здравиот пристап, филозофијата на живење основана на спорт и здрава исхрана неминовно е да доведе до една здрава целина, една здрава личност, пред се од физички аспект, физиолошки, па и емоционален и карактерен, затоа што за да го оствариме се тоа за кое зборувам, треба човекот да има изградено лични принципи, карактеристики. Со дводневна забава, изведување музички точки и пеење во живо, танцовиот клуб Mystic Dance од Гевгелија деновиве го одбележа 10 годишниот јубилеј од своето постоење. Танцовиот клуб Mystic Dance од Гевгелија деновиве одбележа 10 годишен јубилеј од своето постоење. По тој повод над 100 членови на танцовиот клуб приредија дводневно шоу и забава на сцената на Народниот театар, при што ги изведоа своите кореографии и интерпретираа песни во живо. Одлучивме да не биде концертот ретроспективен, него да се осврнеме на моменталните членови и на она што го работиме во моментот, особено последната година или две. Пред формирањето на овој танцов клуб предходеле часови по хип-хоп кои се одржувале во Пионерскиот дом во Гевгелија, а првите 2 години забележувале настапи само на локално ниво, но веднаш потоа следеле и настапи надвор од државата. Веќе на првото гостување во Римини, Италија, танцовото студио Мистик освои второ место во категорија хип-хоп јуниори. Не би извел ништо по значење, меѓутоа можам да кажам дека секоја година имаме, освојуваме повеќе награди, и по некој разочарување нормално, се е искуство за децата. Меѓутоа ова година имавме специјална награда во Софија на меѓународниот танцов надпревар во Софија по модерни танци. Потоа исто така на Аидија во Скопје и второ место нашите деца освоија на надпреварот во Солун. Со многу желба, упорно вежбање и посветеност танцовиот клуб Mystic Dance ќе продолжи во иднина да ги мотивира младите да се приклучат кон нивната група и да земат учество на бројни меѓународни надпревари. Со чартер лет на Small Planetar Airlines од Катовице денеска на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле пристигна првата група од 220 туристи од Полска кои организирано ќе летуваат на Охридско-Струшката ривиера. Материјалот го подготвија нашите соработници од телевизија Одва од Охрид. Пристигнаа првите 220 туристи од Полска кои ќе летуваат на Охридско-Струшката ривиера. Со меѓународниот воздухопловен кест воден мост во форма на виночито со традиционална македонска закуска погачи и сол. Утрово беа пречекани на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Туристите велат дека за прв пат се во Македонија и очекуваат убав престој. Моите пријатели ми кажаа дека Македонија е многу добра земја и сакав да ја видам. За Македонија не знам ништо, но се надевам дека ќе дознам повеќе.
Многу беше удобен летот. Многу малку знам за Македонија, бидејќи ова е прв пат да сум тука. Очекувам да се поминам убаво. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески истакна дека ќе работат во насока на зголемување на бројот на туристи. Нашата заложба како влада на Република Македонија е да го напредуваме авиособрајќајот во Република Македонија и да направиме се колку што можеме повеќе туристи да дојдат и да ја посетат Република Македонија. Покрај Скопскиот аеродром, исто така Охридскиот аеродром има сериозен потенцијал за тоа и ние се ќе направиме да во наредниот период колку што можеме привлечеме повеќе туристи во Охрид и генерално во Република Македонија. Генералниот директор на ТАВ Македонија Алпер Ерсој истакна дека договорот со еден од најголемите полски туроператори Регобис бил склучен во 2016 година по долгите преговори што ги водеше маркетинг оделот на ТАВ аеродромите во Истанбул. Бевме среќни поради тоа што ќе отвориме комплетно нов пазар од кој ќе пристигнуваат патници на аеродромот во Охрид како и во самиот град Охрид, додаде Ерсој. Денеска сме сведоци на првиот лет кој што доаѓа од Катовице со 220 патници. Летовите ќе се реализираат еднаш неделно, а ќе трајат до крајот на месец септември. Навистина се надеваме дека туристите од Полска ќе уживаат во гостопримството кое што Македонија може да го понуди, но исто така во богатиот културен диверзитет, историјата и убавините, природните убавини во Македонија. Габриела Манка Сокулу, собственик на Регобис, истакна дека соработката со Македонија представува огромен успех за нив. Ние сме првиот полски туроператор што нуди летови автобуски превоз од Катовице до Охрид и благодарение на оваа соработка преку 5000 полски туристи во 2017 година ќе ја посетат Македонија, додаде Сокулу. Интензивно работевме на промоција на македонската туристичка понуда пред потенцијалниот полски пазар. Драго ми е што и тука се првите туристи од Полска. Нашата агенција нуди аранжмани за одмор во сите држави на Балканот. Сега ви останува вам преку маркетинг активности, добра услуга и гостопримства да се наметнете во освојување на интересот на полскиот турист. Како амбасадор од Полска во Македонија Јацек Мултановски истакна дека верува дека туристите може да бидат инструмент кој ќе ги зближи нашите општества. Секако дека го искористуваме овој момент во интерес на билатералните односи и сакал и да нагласам дека бројката на туристи кои доаѓаат во Македонија бележи постојан пораст и да нагласиме дека Полска представува огромен пазар каде што се представени 38 милиони луѓе. Асим Меджедович, собственик на Фибула Травел, истакна дека како партнери со Регобис после договорите успеле да реализираат идејата за носење на туристи во Македонија и во Охрид. А ние како локален ленд партнер ќе овозможиме да сите туристи добијат одлична представа за можностите кои што Македонија ги нуди и за програмата која што биде организирана од наша страна, посета не само на Охрид и Струга, убавините кои што ги има овој крај, туку и на цела Македонија. Инаку авиолинијата Катовице Охрид е само првата рута на која ќе се обраќаат чартер летови од Полска. Следната дестинација од каде што се очекуваат полските туристи да пристигнат на Охридското езеро е Варшава. Во продолжение да ги погледнеме информациите од светот. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон изјави дека се надева од арапските земји, вклучени во дипломатскиот судир со Катар, наскоро на Доха ќе и достават листа на разумни и изводливи барања со цел кризата да напредува кон резолуција. Информирани сме дека се подготвува листа со барања и дека во нејзината подготовка учествуваат Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Египет и Бахрейн. Се надеваме дека листата со барања наскоро ќе му биде доставена на Катар и дека таа ќе биде разумна и изводлива, посочи Тилерсон. Тој додаде дека САД ги поддржуваат посредничките напори на Кувајт во решавање на кризата. Изјавата на Тилерсон уследи еден ден откако Стејт департментот соопшти дека државите од Персискиот залив се уште не соопштиле зошто ги прекинаа дипломатските односи со Катар. Европската безбедност, проблемот со миграцијата и климатските промени ќе бидат едни од главните теми за кои ќе расправаат шефовите на држави или влади на членките на Европската унија на нивната дводневна средба што денеска почнува во Брисел. Како што
соопшти Европскиот совет. Лидерите на Европската унија на овој самит ќе разговараат за заедничката безбедност и одбрана, за обезбедувањето нови работни места, економски раст и конкурентност, за илегалната миграција, за договорот за климатски промени, за дигитализацијата на Европа и за надворешните односи. Покрај ова, во рамки на самитот ќе се одржи и заседание во формат EU27, односно средба на шефовите на држави или влади на членките на блокот без учество на британската премиерка Тереза Меј, на која ќе се разговара за процесот на истапување на Велика Британија од Унијата и нејзината иднина по Брекзит. За утре предвидено е премиерите на Естонија, Бугарија и Австрија да ги презентираат приоритетите на председавањата на нивните земји со Европската унија во следните 18 месеци, од 1 јули 2017 до 31 декември 2018 година. Германскиот парламент одобри повлекување на трупите од воздухопловната база Инџирлик во Турција, откако Анкара не дозволи германски пратеници да ги посетат војниците што се таму стационирани. За таа одлука гласаа 461 од 569 пратеници, 85 беа против, а 23 воздржани. Парламентот соопшти дека поддржува план 280 германски војници од Инџирлик да се преместат во база во Јордан и се очекува повлекувањето да почне многу брзо. Умерен земјотрес со интензитет од 5 степени според Рихтеровата скала е регистриран денеска во Егејското море во близина на турскиот округ Измир, јави турската телевизија НТВ. Според податоци на Дирекцијата за справување со несреќи во онредни ситуации, нема податоци за жртви или материјални штети. Земјотресот се случил на 9,9 километри под површината на морето со епицентар близу градот Карабурун. Потресот е регистриран во 5 часот и 48 минути по локално време и е почувствуван во Измир, Карабурун и уште во неколку градови. Денешниот потрес е дел од серијата автершокови по силниот земјотрес од 6,2 степени по Рихтер што минатата седница беше регистриран меѓу грчкиот остров Лесбос и турскиот град Карабурун. И пред да се одјавиме уште една информација, Македонија од утре ќе биде под влијание на топлотен бран од жолта фаза, најави Управата за хидрометролошки работи. Поради високите температури, Министерството за здравство препорачува да се избегнува директна сончева изложеност и престој на отворено од 11 до 17 часот. Носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, консумирање лесна храна и течности, најдобро обична вода и избегнување алкохолни пијалоци. Министерството за здравство посебно препорачува хронично болните лица редовно да ја земаат пропишаната терапија. Во текот на ваквите екстремно топли денови останете во затворени простории, пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор најдете можност за почести одмори под сенка. Пред влегување во возило тоа да се проветри, да се внимава при подготовка и конзумирање на храната, да се избегнуваат термички необработени производи како мајонез од домашни јајца и внимателно да се јадат сладолед и разни кремови, се препораките на Министерството. До крајот на оваа и во текот на идната недела температурите ќе бидат над 30 степени Целзиусови, а вдолж по Вардарието и над 35. Поштовани, тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.